بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسول. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnosta mu pripadvi samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojan i zaslužen da mu se pravi hvala. Salavato, selam od miru, od spason neka bidan na naših pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnijot den. Uspehot za insan v ova dujna i v ahiret kako da gi potpuni naredbite na Allah Đelešanu. Kako da živjet po naredba na Allah Đelešanu za da uspjet v ova dujna i v ahiret. Uspehot ne treba da se bara vo nijedno mesto, osvен da napravime da vidite Allah Đelešanu zadovoljen od nas. Ako uspejeme da го dobijeme zadovoljstvo na Allah Đelešanu sprema nas, sme uspejali vo dujna i v ahiret. Ако бидит обратно од ова, ако е заслужиме лутината од бојноста од Аллах Джелешану, ништо на нас нема да ни вреди и цела дујна да ни биде дадена, ќе пропаднеме во дујна, а иште поголема пропаст не чека во ахирет. Денеска ќе стане збор, ќе биде само продолжување на претходниот дерс. Че продолжиме онаму со фикрата, со идејата каде што застанавме, каде што прекинавме за да го потполниме тој претходен дерс. Како кажавме во тој дерс, дека овај дин, дека верници, како велит Аллах Джелешану пејгамбери, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. И ние направивме на секој еден пејгамбер да имат непријатели. Секој еден пејгамбер направивме да имат непријатели. Муфесири кажат дека истото секој еден што ќе го следи патот на пејгамбер алейхи селам, што ќе се труди во негов живот да го живее онака како живеел пејгамбер алейхи селам, треба да се соочи и да знае со фактот дека тој ќе имат препреки, бариери на тој негов пат, односно ќе имат аду, непријатели. Кои непријатели дејне и ноќе ќе го луфтират, како ги кажавме, нивните методи и средства кои ги користат против мене и тебе дејне и ноќе. И немој да сеиш ти мирен рахат. Голем ноксан е човек да мисли дека нема непријатели. Или да бара таква акида да прави да ги направи цела дујна да му бидат пријатели. Ова не е од фитра на ислам. Ова не е од фитра на иман. Цела дујна да ти бидат пријатели. Ова голем ноксан. Најизбраните луѓе од Адем алейхи селам до пејгамбер алейхи селам, сите пејгамбери рекве дека се луди, дека се најниски слој на луѓе. Најнедобри, најпогрдни зборови ги каже за овие најсакани битија ке Аллах Джелешану. Најизбрани битија ке Аллах Джелешану. И немој ти да бараш за тебе да не се зборви вака, да не се работат против тебе. Да не бидиш нападнат ако си во хак. Голема грешка. Велит Аллах Джелешану: يُرِدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن
liyatimme nurahu walau karihal kafirun. Allah Đelešanu veli za kufar, za munafikin, yuriduna i yutfiu nur Allah. Тие сакат да го згаснет Аллаховото светло. Аллаховиот нур, да го згасне со нивните усти. Со нивното зборување, оговарање, сакат да го згаснет Аллаховото светло, Куран и Суннет. Муфесири Аллаховото светло кажат овај дин, Куран, Суннет. Сакат да го згаснет со нивни зборови. Allah Đelešanu veli وَيَعْبَ اللَّهُ إِلَّا يَتِمَّ نُورَهُ. Allah Đelešanu го одбива све теа нешто. Му го уништви сето теа нивни обиди кои ги правят тие и Allah Đelešanu само го зголемви неговото светло, макар теа да не го сакат тие куфар. Макар теа да го мрзат тие куфар. Да знаеш дека тие куфар, мунафикин, дејне и ноќе сакат да го згасне теа светло, така вели до Allah Đelešanu. Сакат да го уништат на Куран и Суннет. Сакат да го снемат Куран и Суннет. Али Allah Đelešanu кажи дека ќе го потполни, ќе го зголеми теа светло да свети до суден ден. Никој немој да го згасне теа светло. Како кажавме, Пегамбер алейхи селам во Медина за 10 години 13 обиди за убиство на Пегамбер алейхи селам. Само во Медина 13 пати куфар се обиде да го убие на Пегамбер алейхи селам. 13 пати се обиде да го убие на Пегамбер алейхи селам. Зошто се обиде да го убие? Само поради овај ден. Само поради теа светло. Зашто овај човек, Пегамбер алейхи селам, до вчера беше ел-амин, ке ними праведен, поверлив, доверлив. Сите аманети ги оставајќи овај човек. Кога дојде ова светло, кога дојде овај нур, само во Медина 13 обиди за убиство на Пегамбер алейхи селам. 13 пати пробаја да го убие на Пегамбер алейхи селам, каде Allah Đelešanu кажи: "Ој јамкуру бика аллазина кафару." И кога ти прее сплетки, кога прее заговори, оње што не верват во Аллах, ли юthбитуке, да те фарлет во пропаст, во темница, еу јактулуке, или да те убие, еу јухриджуке, или да ти напред прогон од твое место. Ва јамкуруна, ва јамкуруллах, валлаху хајрул макирин. И тие пред сплетки, и Allah Đelešanu на ними му прави сплетки, Allah е најдобар во теа нешто. Allah Đelešanu со ова му даде гаранција на Пегамбер алейхи селам и на сите следбеници на тој хак со кој дојде Пегамбер алейхи селам, дека Allah ќе ги заштити. Го заштити на Пегамбер алейхи селам од овие сплетки, кој сака и да го униште само овај нур, и ќе го заштити повторно, даде гаранција на овај ден, на ова светло до судниот ден, тие следбеници што ќе го земат теа светло. Да знае дека Allah Đelešanu му прави сплетки на тие кои му прават сплетки на овие кои го имат теа светло. Немој да се плашите. Али Allah Đelešanu барат од нас издржливост во теа нешто. Барат Allah Đelešanu ние да бидиме искрени. Да му покажеме на Allah Đelešanu дека вистински го сакаме овај дин. Дека вистински сме пожртвовани за овај дин. Не ни е на нас овај ден игра, забава, губење на време, само кога имам време, него дека целта на нашиот живот е да го задоволиме Allah Đelešanu, да го помогнеме овај ден, да го следиме суннето на Пегамбер алейхи селам, секој еден таква цел треба да напред во негов живот и сите други цели да не се важни ке него, да не му дават на ниедна друга цел во негов живот, како што ќе му дават време, пари, можност, енергија на ова цел, да и потполни наредбите на Allah Đelešanu. Пренесвита Аиша ради Аллаху анха, една вечер, вели беше Пегамбер алейхи селам кај мене. Го фати калак, го фати еден страх, го фати една нервоза, една секирација. И рече Пегамбер алейхи селам, кога би имало некој да ме чува дома вечер да прави стража,
Aisha radijallahu anha veli dha ovaj moment se slušna nadvor od naša vrata udar na oružje, na mač. Se slušna toj zvuk. Pejgamber alejhi selam reče, men, koji je? Reče, ene a Rasulullah Sa'd ibn Abi Waqas. Večerov reče, ja će ti čuvam straža, Rasulullah. Reče, fidaki abi wa ummi ya Sa'd. Kurban moj tatko i moja majka za tebe, ja Sa'd. I za nijedan sahabova pejgamber alejhi selam nego kaže osim za Sa'd ibn Abi Waqas. Vo bitka na Bedar, Sa'd ibn Mu'ad radijallahu an go čuvaše šator na pejgamber alejhi selam, mu preše straža na pejgamber alejhi selam. Vo bitka na Hendek, Zubair ibn Awam mu preše straža na pejgamber alejhi selam. I vo mnogo drugi bitki, i vo mnogo drugi priliki, sekogaš imaše sahabi koji go čuvaje na pejgamber alejhi selam, se do jedan moment. Se dodeka sleze jedan ajet. Se dodeka Allah Đelešanu nego pušti ovaj ajet, kada kaže vid Allah Đelešanu, ja ejuhar rasulu, bellik ma unzile ilajke min rabbik, wa illam tef'al, fama bellekte risalatahu, wallahu ja'simuka minan nas, inna Allahe la ehdi qawmal kafirin. Već da Allah Đelešanu, o pejgamber, prenesi go ona što ti se puštat od mene. Prenesi ona objava koja ti je puštam ja, tvoj od gospodar. Ako te ja nego napraviš, nesi go prenesal amanetot, nesi go prenesal risaletot. Wallahu ja'simuke minan nas. I Allah će te zaštititi od ljuđeto na tebe. Allah će te štititi od tije ljuđe, će te štititi od tije kufar, munafikin, će te štititi na tebe. Wallahu ja'simuke minan nas. Inna Allahe la ehdil qawmal kafirin. Allah nema da gi upati napravi od par kufar. Tije što ne veruje do Allah, nema da gi upati. Posle doađajnje to na ovaj ajet, na ova rečenica, ovaj ajet. Wallahu ja'simuke minan nas. I Allah će te štititi od ljuđeto na tebe, ja Muhammed. Posle ova nikogaš pejgamber alejhi selam ne pobara nekoj da go čuvam na nego od sahabi i ni sahabi nego čuva je povećena pejgamber alejhi selam. Direktno pomoć take Allah Đelešanu. Direktno naslonjenje to na Allah Đelešanu. Tevakulu direktno bez posrednici za pejgamber alejhi selam ke Allah Đelešanu. Ima mnogo predaji. Kako kažahme vo Medina 13 pati i vo Meka mnogo pati se obide kufar i munafikin da ga ubije na pejgamber alejhi selam. Ali vo Meka Islam nemaše takvo kuva, nemaše takva sila kako što imaše vo Medina. Beše vo početok i kufar poveće koriste druga taktika, druga metoda, se ismejava je su pejgamber alejhi selam i su vernici. Se ismejava je su pejgamber alejhi selam i su vernici. Kažu je pogardni zborovi za pejgamber alejhi selam i za vernici. Niski sloj na ljuđe, samo niskite, samo ovčari, samo nepismeni se družat sa nego. Go navreduva i na sekoj može način na pejgamber alejhi selam, misleći deka ova ne je hak, misleći deka ova ne je vistina. Ali kako pominuvaše vreme, kako Islam se jačeše, kako sahabi se jačeše, kako kufar vidve deka ova hak, deka ova vistina i deka trebi da se spreči tova nešto. Kako deneska, kako zboruvave tije kufar, alarm, pušte deka ovaj din se vrati vo ona forma, vo koja trebi da vidi. Se prenesvi an Abdillah ibn Amr ibn al-As radijallahu an. Velit sahih rivajet, go prašav jedan den moj tatko. Kaži mi veli nešto, nekoja situacija na pejgamber alejhi selam vo koja go dovedoa kufar, vo koja go dovedoa Kurejš vo Mekka. Veli se sobra kufar jedan den vo Mekka. Se sobra je kufar
И почна да го исмејаве на пегамбер алейхи селам. Почна да кажат погрдни зборови за пегамбер алейхи селам и кажа за ниеден човек не сме направиле ваков сабор кој не навредил на нас, на нашите предци и на нашите божества, како што сме направиле сабор со овај човек. Мора да преземаме нешто. Мора да направиме нешто. Во овај момент, истиот момент, покрај ними помина пегамбер алейхи селам. Најхрабриот човек кој се појавил во дујна, најхрабриот човек пегамбер алейхи селам. Најсилниот човек, најмудриот кој се појавил во дујна, пегамбер алейхи селам. Никогаш не му свртил глава на куфар. Позади ними да погледне. Овај ден еден од ними стана и го фати на пегамбер алейхи селам за негова джелабија. Пегамбер алейхи селам го турна и му рече на голем глас: Тесмау ја машер ел Курейш, слушајте овие скупину на Курейш. Емма валлази нефси Мухаммедин бијадихи, се коммам во онај во чија рака се наоѓа душата на Мухаммед, во Аллах желешану, џитукум бидебх. Ви дојдов на вас со колење. Ви дојдов на вас со маш. Стред Курейш, стред Мека, сам пегамбер алейхи селам на овој начин му го кажа на куфар, на Курейш. Сам! А тие планират да го уништат на пегамбер алейхи селам. Пренесли татко на Амар ибн Лас, му кажи на негов син, вели од таа смеја која беше до пред тој момент, од теа надмикнување и смејање на рашид на пегамбер алейхи селам се направи потполна штама. Не се слушаше ни еден глас. И најхрабриот од ними што беше, дојде ке пегамбер алейхи селам и со најнежни зборови му рече: ја Мухаммед, одај во мир, одај во рахат од нас, остави не, одај во рахат. Вака пегамбер алейхи селам имаше храброст. Вака овој куфар пресплетки за да го униште на пегамбер алейхи селам. И не беше ова доволно. Се собрае во Дарул Недвет, во една куќа каде се собира едно место, како денеска има такви места, се собрае и да носет одлука што ќе пред со пегамбер алейхи селам во Мекка. Се собрае сите Курейш. Дојде во помош и шејтан во форма на еден стар човек од Хиџаз. Дојде шејтан во форма на човек. Да му дајте идеја, да му дајте фикра. Почна да даве сите мислење што да правиме. Рекоа да го прогониме од Мека, од Арапски полуостров. Овај шејтан му рече: ова не добра идеја. Може вие нема да го следите, ќе најдите племе кое ќе го следи таму, ќе се вратите оде, ќе ве уништи на вас. Да го затвориме во затвор. Иста тактика денеска. Да го затвориме во затвор. Не, рече. Не добра идеја. Ќе оде луѓето до затвор, ќе слуша што му зборвите и ќе приме теја што го кажи тој, како денеска. Најголемо даве во затвор. Стана Ебу Џехел. Ебу Џехел. Татко на незналиците. Џехел Мураккаб и Џехел Басит. Имат мала неписменост и голема неписменост. Голема неписменост е кој човекот не знае дека е неписмен, дека мисли дека е писмен. Ова е Мураккаб, ова е крајна граница. Така беше ова Ебу Џехел. Реше секој еден, по еден младич од секој едно племе кабиле во Мека и да го убиеме на пегамбер алейхи селам со еден удар како еден човек. И нека се рашири карта негова по сите племиња да немој да се одмазди негово племе. Шејтан му рече: ова одлична идеја, ова е идеја тамам. Се собрае куфар. Ебу Џехел со ними. Дојде до куќа на пегамбер алейхи селам, сакаја да го уништат. Кога дојде до куќа на пегамбер алейхи селам, сакаја да упадне некој од овие куфар во куќа на пегамбер алейхи селам пред саба. Сакаја да влезе внатра. Ебу Џехел му рече: не, немој да влегнете. Ова е голем страм, рече, за нас. Слушај. Ова е голем страм за нас кога ќе научит Арапски полуостров, кога ќе научит племиња, сме му влегле во негова куќа, а тој со негова фамилија. Слушаш? Денес кој е куфар полоши од овој обожавачи на Лат и на Узза. Белвахт ви се нареквен муслимани.
Упаднати во честа на муслиманите. Ебу Джехел не сакаше да упадне во честа на пегамбер алейхиссалам. Да му влезит во негова куќа, тој не подготвен. Ове куфар повоше од Ебу Джехел. Бел тие што се нарекве дека се припадници на овој ден, што ги имаат такви сифати како ове куфар. Аллах џеле шану, како кажавме, јасимука мине нас, ќе те заштити од луѓе. Му нареди на пегамбер алейхиссалам да излезе. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. И направивме преграда помеѓу нив и зад нив и ги направивме чори да не гледа. И да не може да гледа. Пегамбер алейхиссалам помине и му кладе земја на секој еден во глава. Помине да не го виде. Аллах џеле шану го заштити. Ова не доволно. Кога научи аларм што 100 камили кој ќе го донеси на Мухаммад. 100 камили. Дојде пегамбер алейхиссалам, Ебу Бекер во пештера Тау. Куфар до пештера. Му рече Ебу Бекер, ја Расулуллах, ако еден погледнит во нозите, ќе не видите. Ако се погледнит во негови нози, ако ги, ќе не видит на нас. Му рече пегамбер алейхиссалам на Ебу Бекер радијаллаху анху. Ја Ебу Бекер, што мислиш за двајца, а третиот со нив е Аллах џеле шану. Аллах џеле шану ги заштити. Потоа дојде Сурака ибн Малик со негов кој до пегамбер алейхиссалам многу близу, со негова мач, усукан негов мач, за да го убие на пегамбер алейхиссалам. Негов кој втона во земја. Му вети дека нема 3 пати, му ветуваше дека нема да нападне му втона. По трет пат вети дека нема да го нападне на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам му рече: "Ја Сурака, како ќе види кога ќе ги облечиш ракавици од Кисра и тач од Кисра." Ракавици од Кисра и тач од Кисра. Му ги вети ракавиците и тажот од Кисра. Кога го освоја после Омер радијаллаху ан, Персија и Византија, кога го донесе богатство од Кисра, каде е реше Сурака ибн Малик. Ова му го вети пегамбер алейхиссалам, не му даде тие ракавици и тој тач од Кисра. Вака Аллах џеле шану го штитеше на пегамбер алейхиссалам. Вака Аллах џеле шану го штитеше на овај дин. Со штитењето на пегамбер алейхиссалам, Аллах џеле шану го штитеше овај дин. Со штитењето денеска на верниците, кои го имаат Куран и Суннет во нивни живот, Аллах џеле шану го штити овај дин. И ќе го штити до кијамет. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْمُنَافِقُونَ. И да му е криво на куфари, на мунафикин, Аллах џеле шану ќе го штити тоа до кијамет. Жена на Ебу Лехеб. Аллах џеле шану кога пушти таббет једа Еби Лехебин ва таб. Проклети да се раците на Ебу Лехеб. И за негова жена во ова сура. Имаше дека и таа да биде проклета. Носачката на дрво. Кога слушна за ова, дојде еден ден. Беше пегамбер алейхиссалам со Ебу Бекер радијаллаху ан седнат во Кјаба. Близко до Кјаба. Дојде ова жена на Ебу Лехеб. Во незини раце држеше голем камен. Рече: "Ја Ебу Бекер, каде е тој твојот пријател? Каде е тој мајџоничар? Каде е тој поет?" Не го кажуваше со име. Не го гледаше на пегамбер алейхиссалам. Рече: "Кажи му, ако го видам овој камен, ќе му го мамнам од глава, зашто тој кажувал дека неговиот господар пуштил против мене и мојот маж аети." Аллах џеле шану до суден ден направи ова жена да не го гледа на пегамбер алейхиссалам. И таа калнеше и карвеше погардни зборови, али не за име на Мухаммад. Не за пегамбер алейхиссалам, него за песник, мајџоничар, поет, за вакви работи. Аллах џеле шану го заштити дури името на пегамбер алейхиссалам да не го валке ове куфар. Во многу други прилики Аллах џеле шану го штитеше на пегамбер алейхиссалам. Укашата ибни Мухисн се пренесли за овај, дојде еден ден пегамбер алейхиссалам во последни денови од негов живот. На крај, значи, да го кажеме и што ова, како сахаби го сакаја на пегамбер алейхиссалам, како сахаби го сакаја овај дин, како сахаби го сакаја на Куран и на Суннет. Така денеска ние треба да се понашаме со овај дин.
да се понашаме со луѓето кои се жртвоват за овој ден. Да имаме почест према луѓето што се жртвоват за овој ден. Да не кажеме погрдни зборови, зашто тие се ојне кои се себе, Аллах Желешану преку кој го штити овој ден. Од искривување и од уништвање овој ден. Укашата Ибн Мухис, еден сахаби, пегамбер алейхи селам во последни моменти од негов живот, дојде во џамија и се качи во худба. Реше на кому му имам јад борџ, нека стани да му го вратам. На кого сум го навредил, нека дојти, нека ме навреди. На кого сум го ја удрил, нека дојти, нека ми врати во онаква мера во каква сум му нанел штета. За да не дојде момент кога динари и дирхеми нема да вреден ништо, односно сумниот ден. За да не дојде овај момент кога динари и дирхеми нема да вреден ништо. Нека го изврши ова сега. И стана во клашете Ибн Мухис ради Аллаху ан, никој немаше стана остред џамија и почна да се доближува до пегамбер алейхи селам. Реше: "Ајне ја Расулуллах, ја имам нешто што треба да ми го вратиш на мене." Сите сахаби се свртие со поглед кон Укаша. Што барат сега овај? Што ќе кажете овој сега за пегамбер алейхи селам? Стана Али ради Аллаху ан и рече: "Ја Расулуллах, што и да има, нека биде на мене тој кисас, таа одмазда, нека биде на мене." Стана Осман ради Аллаху ан и рече: "Ја Расулуллах, што и да има, нека биде на мене, да не биде на тебе." Рече: "Не, ако сум му сгрешил ја треба да му вратам на нему." И кога наближа многу близу и кога го виде, пегамбер алейхи селам му рече: "Зарем ти, ја Укаше, зарем ти? За кого јас сум правил дуа, ја Аллах направи го од ојне кои ќе влезет во џеннет без хесаб." Кабул дуа пегамбер алейхи селам. Јас сум правил дуа за тебе да бидиш од ојне кои ќе влезет во џеннет без хесаб. Рече: "Да, Расулуллах, ти побара, кој има нешто, ја имам нешто." Еден ден, рече, во една битка, кога ги израмнуваше сафовите, со твојата аса, со твојот стап, како ги рамнеше со сафовите, мене ме удри, рече, и ми нанеса болка во мој стомак. Рече: "Денеска сакам да го вратам тој удар." Рече пегамбер алейхи селам: "Пушти, одајте дома, рече, во моја куќа и земете таа аса, тој став со кој сум ги рамнел тие сафови." Замина и го донеса тој став. Пегамбер алейхи селам е крена негова џелабија. Укашете почна да го крена стапот и направи неколку движења. И го фрли стапот позади него. Се впушти и го гушна на пегамбер алейхи селам во негов стомак. Го гушна, го прегарна на пегамбер алейхи селам. Му рече: "Ја Укашете, што те натера на ова нешто тебе? Што беше причината што го направи ова нешто?" Рече: "Ја Расулуллах, ја приметив ке тебе дека ти, овие се твои последни моменти во ова дујна. И сакав последно нешто од тебе, твое тело да го бакне од моји усти. Да биде последно нешто во ова дујна." И сите сахаби во џамија почнаа силно да плачат од ова нешто. Вака сахаби го сакае на овај ден. Вака сахаби го сакае на пегамбер алейхи селам. Вака и ние треба да го сакаме на овај Куран и на овај Суннет, на овај ден. Да ги сакаме тие што се жртвоват за овај ден, што го вложиле нивниот живот за овај ден. Да не бидеме од ојне кои ќе биде како тие мунафики и тие куфар што ќе зборват лошо за овој веани. Како што сакаја да го уништат на пегамбер алейхи селам, односно сакаја да го уништат овај ден. Иншаллах Желешан да даде разбирање од овие неколку зборови, да е напред од ојне кој ќе го живееме овај ден во наши животи, кој ќе го штитиме овај ден со наши животи. Allah Желешан да даде разбирање од овие неколку зборови. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.